3 јуни, добар ден, јас сум Александра Вуксановиќ, вие гледате најнови поинакви вести на Слободен печат. Силен земјотрес ја погоди Турција. Има и мртви. Земјотрес со интензитет од 5,8 степени по Рихтер го потресе медитеранскиот брег на Турција, поточно градот Мармарис. 14-годишно девојче почина од паника, а 69 луѓе се повредени во земјотресот. Епицентарот на земјотресот бил во Средоземното море на длабочина од 67,91 километри и се случил во 2:17 часот наутро и бил почувствуван во соседните региони, вклучувајќи го и грчкиот остров Родос. Луѓето претежно се повредувале кога скокале од прозорците или од балконите во паника, но се уште нема извештаи за поголема штета, известуваат тамошните власти. Рашомони јадат предлози за промена на изборниот модел. Пратениците на ВМРО-ДПМН ќе поддржат една изборна единица со право да гласа и диаспората. За ЛДП како подносител на измените важно е да се воведат отворени листи. СДСМ чека да го види предлогот, па ќе се изјасни. Дуи прифаќа една изборна единица со праг од 5%, што пак е неприфатливо за помалите партии. А Алијанса за албанците, предводена од Зијадин Села, не отстапува од својот предлог Македонија да биде поделена на 8 изборни единици. Тешко дека ќе добие поддршка промената на изборниот модел. Македонија наместо да биде поделена на 6 да биде една изборна единица. Иако премиерот Христијан Мицкоски смета дека за тоа има време до парламентарните избори. Дознаете повеќе од текстот на колешката Мариела Трајковска. Блокадата на ЕУ интеграцијата и меѓуетничките односи биле причина Арбен Таравари да ја напушти власта. Таравари потенцира дека иако меѓуетничките односи не биле директна причина за заменувањето, тие представувале една од главните причини што довеле до оваа негова одлука. Се потврдува дека модуларните болници биле изградени од несоодветен материјал, вели во телевизиско гостување директорот на клиниката за токсикологија Андон Чибишев. Гледајќи ги активностите на МВР, која во моментот интензивно работи токму на ваквите немили настани кои се случувале во минатото, мислам дека случајот ќе се реобнови. Има коментари во јавноста и шпекулации дека има дополнителни докази и дека тоа ќе се реотвори и ќе има процес во кој се надевам дефинитивно ќе се најдат вистинските виновници за оваа трагедија во модуларната болница. Тоа го бараат и семејствата на загинатите, Децидене Чибишев. Опозицијските партии чекаат да бидат објавени 46 осомничени по завршувањето на истрагата за пожарот во клубот Пулс, за да ги соопштат имињата на полицајците за кои постои сомнеш дека биле во дискотеката или постапувале во текот на кобната ноќ, а не се дел од истрагата што се води во за трагедијата. Опозицијската СДСМ секој ден почна да ја објавува вистината за Кочани, односно нови детали за заштитените полицајци. Прв на списокот на опозицијската СДСМ беше актуелниот началник на СВР Штип Дејан Салтировски, кој според обвинувањата на СДСМ морало да знае дека постои пишана наредба за акциска контрола, во која стоело дека вратите во дискотеката вечерта требало да бидат затворени. За разлика од истрагата што ја води кочанското обвинителство и која мораше да заврши што побрзо, бидејќи дел од осомничените се во притвор. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, односно специјализираното оделение, ќе има половина година да работи на тоа. Повеќе за ова од Фросина Факова Серафиновиќ. Обвинителството доби уште една пријава за фалсификат TOEFL. Антикорупцијската комисија отфрли пријава која до нив била доставена за наводно фалсификуван TOEFL, сертификат за познавање англиски јазик, и истата му ја испраќа на основното јавно обвинителство. Причината според антикорупцијска е тоа што за да се утврди дали сертификатот е фалсификат или не, потребни се предистражни действија и затоа антикорупцијска ќе ја отфрли пријавата и ќе ја достави до ОЈАО. Педесет години од основањето на Институтот за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет.
Овој значаен јубилеј ќе се одбележи денеска во ректоратот на Универзитетот Свети Кирил и Методи из Скопје со меѓународна научна конференција Стратегии за безбедност и одбрана, критичен фактор за одржлив мир и национален развој. Најважните предизвици и можности со кои се соочува земјоделскиот сектор во регионот со акцент на пристапување во Европската унија, иновациите и климатската отпорност ќе бидат во фокусот на 25-тиот форум за земјоделска политика кој ќе се одржи во Охрид. Форумот за земјоделска политика е дводневен настан кој представува платформа за политички диалог за земјоделството и руралниот развој во југоисточна Европа. И како што е најавено, ќе собере повеќе од 100 клучни учесници од регионот и пошироко. Ке се модернизираме и во поглед на личните документи. Министерството за дигитална трансформација работи на дигитална апликација преку која жителите ќе имаат лична карта и возачка дозвола во електронска форма. А исто така ќе има пристап и до најновите или најчесто бараните услуги. Станува збор за дигитален паричник, што многу потсетува и на Google Wallet или Apple Wallet, што значи дека електронската верзија на личната карта и возачката дозвола ќе бидат запакувани во апликација и граѓаните ќе можат да ја покажат за да се легитимираат, објаснува министерот Стефан Андоновски. Во иднина ќе биде овозможено и електронско потпишување и комплетна биометриска верификација, ветува Андоновски. Слободата на еден пушач завршува таму каде што започнува правото на секое дете да дише чист воздух. Властите од петни жили ќе се борат да го намалат бројот на пушачите во земјава. Ќе се воведат построги мерки, а пушењето повторно ќе биде забрането и на затворените тераси од угостителските објекти. Ова доаѓа откако последните загрижувачки статистики кои откриваат дека децата во Македонија почнуваат да пушат многу рано, некои на само 13 години. Истражувањата покажуваат дека 70% од пушачите ја започнуваат навиката пред да наполнат 21 година. Дополнително загрижува фактот што тутунската индустрија се поагресивно ги таргетира младите, нудејќи цигари и електронски уреди со овошни и сладки вкусови, како манго или јагода, со цел да ги направи попривлечни за тинеџерите, велат здравствените власти. Податоците се алармантни. Речиси половина од возрастната популација во земјава пуши, а тутунот е меѓу главните причини за смрт од срцеви и васкуларни болести, заедно со високиот крвен притисок. На приватниците им истече договорот. Ќе останат ли скопјани повторно само со автобуси на ЈСП? На крајот на мај истече 2-годишниот договор што во 2023 година го склучи град Скопје со превозниците. А до овој момент нема никаква информација, ниту одговор од град Скопје и од ЈСП дали можеби во меѓувреме е продолжен договорот со трите превозници или тие во моментот возат на диво. Во меѓувреме, корисниците на јавниот превоз долго чекаат на автобуските постојки. Видно изреволтирани граѓани се пожалија нашата редакција. Посочија дека на нивните забелешки возачите им одговориле дека нема да возат наутро затоа што немале земено плата. Темата ја работи колешката Анита Стојковска. А во случај да шетате во Сараево, имаме нешто да ви кажеме што и нема да ви се допадне. Забележано е ново зголемување на цените што особено ќе го почувствуваат љубителите на традиционалната кујна. Порција од 10 кебапи во некои познати кебапчилници во Сараево се зголеми од претходните 376 на 439 денари, што го потврдија и апликациите за достава на храна. Новата цена, иако не е универзална за сите кебапчилници, се применува во неколку угостителски објекти во Башчаршија. А ќе стигнеме ли дотаму да нема кој да ни ги поправа автомобилите? Занајатот се соочува со сериозни предизвици од недостаток на работна сила до зголемена автомизација и технолошки промени. Најновиот извештај за автомобилско образование од Институтот за автомобилска индустрија открива дека во последниот квартал од 2024 година квалификациите во автомобилската индустрија се намалиле за 4% во споредба со претходната година.
Намалувањето на бројот на издадени квалификации продолжи и во 2025 година, а во првата половина од оваа учебна година забележано е вкупно намалување од 3% во однос на претходната година на бројот на започнати чиракувања во автомобилската индустрија. Обратно, најголемиот фокус сега се чини дека е на обука за електрични возила, при што квалификациите за електрични и хибридни возила сочинуваат речиси половина, односно 44% од сертификациите во последните 3 месеци од минатата година. Ќе ги дадам милиардите за Африка. Не сакам да умрам богат, вели Бил Гейтс. Основачот на Microsoft е еден од најбогатите луѓе во светот. Бил Гейтс изјави дека поголемиот дел од своето богатство, кое се проценува на околу 200 милиарди долари, ќе го донира во проекти на подобрување на здравјето и на образованието во Африка во следните 2 децении. Луѓето ќе кажат многу работи за мене кога ќе умрам, но јас сум решен едно од нештата што ќе ги кажам нема да биде тој умре богат, вели Гейтс. И уште една информација во овие вести. Климатската активистка Грета Тунберг и уште 11 активисти пловат кон Газа од завчера со цел да ја пробијат израелската опсада на опустошената територија. Едрилицата Меделин тргна од пристаништето Катанија во Јужна Италија. Активистите пред заминувањето најавија дека ќе се обидат да стигнат до бреговите на појасот Газа, за да достават помош и да ја подигнат меѓународната свест за тековната хуманитарна криза. Го правиме ова затоа што без разлика какви се шансите, мора да продолжиме да се обидуваме, рече Тунберг, расплакувајќи се за време на говорот. Моментот кога ќе престанеме да се обидуваме е моментот кога ја губиме нашата човечност. И без разлика колку е опасна оваа мисија, таа не е ни приближно толку опасна како тишината на целиот свет пред лицето на геноцидот што се емитува во живо, додаде таа. Патувањето предизвика мешани реакции. Меѓу нив истакнатиот републикански сенатор и долгогодишен сојузник на Трамп, Линдзи Греам, коментираше за се. Се надевам дека Грета и незините пријатели знаат да пливаат, напише Греам на платформата X. Не може секој физиотерапевт да работи со бебиња. Так. Првенствено во однос на тоа на како физиотерапевтот е едуциран. Односно, за да еден физиотерапевт може да работи со бебиња, треба да има дополнителни дообуки надвор од образованието. И потоа времето кое што е многу битно кај бебето, односно она што можеме да го постигнеме во првата година и пластичноста на мозокот што ја искористуваме во првата година ни даваат најбрзи резултати и најдобри резултати за подобрување на сликата кај бебето. Дали работиш? Па да, работам, но не би рекла дека е константна работа, значи сум судија и работам со дечиња, тренирам дечиња исто. Работам, да. Да, работам. Да. Дали платата ви стига за да го поминете месец? Да. Само за мене, да. Па, за тоа што го работам, бидејќи го работам и надвор и овде, да. Како сте задоволни со платата? Не е добра. Дупло треба да биде. Дали би се 30-80 илјади треба да биде. Значи, од малце човек треба да биде задоволен или од тоа што има, треба да биде задоволен. Значи, јас сум човек кој не гледа, ово има оваква кола или не знам што. Јас си го имам моето. И тоа што е мое е само мое. Јас што сум си заработила, тоа е мое. Дали е малце, дали е многу, значи среќата е во задоволството и во благодарноста. Кога е човек благодарен, е најсреќен на цел свет. Без разлика колку сте 20, 30, 40, значи тоа сум јас. Дали сте 20, тоа сум јас. Тоа е мое. И јас тоа ќе си го планирам. Дали си задоволна со платата? Па сега за сега да. Задоволен, ама не среќен. Па не баш. Мислам дека може да биде поголема. Дали можете со платата да го преживеете месецот? Апсолутно не. Дали